Водосојот на езерото е многу опадно. По времето све е во Преспа. За мене е жалосно. Не се изгради колектор и луѓето не се поврзани на канализација. Отпадните води одат во реката. Тука имаме фактички природен филтер кој што го намалува загадувањето на Преспанското езеро. Делуваат како да ја губиме убавината на Преспа која што некои претходни генерација паметат побава отколку ние помладите би рекла генерации. Меѓутоа се може повторно да се разубави. Мирно утро. Сончевите зраци светкаат над водената рамнина на Преспанското езеро. Звуците од птиците ја будат заспаната убавица Преспа, по која овој крај го добил името. Но што ја мачи оваа преспанска убавина? Помеѓу кајчињата кои лебдеа над површината на езерото се појави и кајчето на рибарот Самедин Најрулај. Тоа утро се сретнавме во неговото родно Асамати, едно од крајбрежните села. Додека веслаше ни раскажува како тука ги направил првите чекори, научил како да биде добар рибар, а неколку години е и концесионер на езерото. Разлика има многу голема. Прво водосојот на езерото е многу опадно. Тоа можам да речем слободно едно 10 метра по вертикала. Со тоа што се по времето све е во Преспа. За мене е жалосно, не имам носталгија од порано. Ние како деца беше езерото чисто, близко до селото беше кај нас во Асамати. Летовачи, туристи имаше многу во Асамати, сега нема ништото. Риболовот е значајна гранка во Преспа. Околу 20 професионални рибари живеат од овој бизнис. И Самедин 20 години бил професионален рибар пред да го преземе управувањето со езерото. Како добар познавач на состојбата, вели дека промените во езерото се причина за промени и кај рибата. Рибниот фонд е на некој видов на риби зголемен. Ево вака, пред 2 години Преспанската белица ја скоро ја немаше, а сега ова година се појави доста. Една врста риби скопус или скопје го викат бојник, не знам како. И тој се зголеми бројот на таа риба. А другите риби се константни исти. Која е причината за овие видови да се зголемува бројот? Има ли некоја причина? Па веројатно има повеќе храна, алги работи. Веројатно тоа, не знам, не сум толку стручен за така. Рибите се хранат од алгите? Да, овие риби што ви спомнав. Што мислите вие за ова? Има ли некаква поврзаност помеѓу отпадот, химикалиите? Веројатно има нешто заради тоа што многу треба расте. Може да видите колку има треба. Тоа дали се должи на ѓубривата што се ѓубрат овощаниците, а веројатно има и од пестициди и последици има, сигурно, дека многу се прска овощаниците. Имаат ли селата канализација? Сите села немаат канализација, некои села и градот Ресен има, да. Има тие села на северната страна, а овие села ваму, од Асамати па до граница, само има едно село натаму, се вика село Наколец, и другите села немат. Се снаоѓа со септички јами, не знам што. Појдовме покрај брегот на Преспанското езеро за да ги провериме кажувањата на рибарот Самедин. Љубојно е едно од селата на јужната страна на езерото, кое делумно има канализација, но не е поврзана во колектор и пречистителна станица. Иако е атрактивно место за туристи и луѓе кои сакаат да купат куќа и да живеат таму. Систем за управување со отпадните води има во блиското село Наколец од 2014 година, а предвидено е да се градат вакви системи и во Претор, Стење, Крани, Долнодупени, Сливница и Брајчино. Според податоците на општина Ресен, околу 65% од целата општина е приклучена на канализацијска мрежа, но повеќето од градот, а само 5 села.
или од приближно 14.300 жители, околу 9.500 преспани ја користат општинската канализација за отпадните води. Куќа што ни направи. Иначе нема луѓето. добар ли сте? Добро дојдовте. Мило ми е, добар сум. Немаш Што- мера. А немам ни лозија, они си имаат ни нивни лозија. тука имам И за село. тоа, како не? Обидувајќи се да добиеме повеќе информации од мештаните, во Љубојно ги запознавме Боби, Љубе и Лазор. Сите споделуваат голема љубов кон Преспа, имаат надеж дека езерото може да се спаси, но сведочат и за диви депонии околу селата, од градежен и друг шут. Тоа е несовесни луѓе. Сакаат бизнис да направат. Сака да му исчист. Тоа е несовест дека луѓето што мисли дека депонија ова ѓубрето од дворот, што ќе го фрли 100 метра подалеку, мисли дека го исчистил дворот. Тоа не е логичка работа. Значи, нема тука логика, нема смисла, ама луѓето свеста му е на такво ниво. И странците што доаѓаат да градат, рушат стари куќи, нешто поправат, нешто ново прават и плаќаат некој за да му го извади ѓубрето од дома, а тој некој земат пари и ѓубрето го фрла 100 метра подалеку од селото. Каква е состојбата со канализација? Има во селото канализација? Овдека имаше, ја мислам дека има канализациона мрежа, ама по кои причини се стопира, се направи во селото, а по кои причини се стопира, не знам. И остана така. Не се изгради колектор и луѓето не се поврзани на канализација. Отпадните води одат во реката, во Наколец, се направи канализација, се направи колектор. Ако има капацитет, тој колектор може да се поврзе од ова село, во тој колектор да се поврзе канализацијата и да се... Еден дел од канализацијата функционира. Значи, поврзани сме со мрежата. Сега, тој отпаден дел од водата, пак, за стрека, викам, што од една страна тоа не е баш така, што не течи во реката отпадна вода, затоа што нема население. Кога би имало сите овие куќи би били полни, би било катастрофа тоа ако нема пречистителна станица и како што е направено во село Наколец. Движејќи се по езерскиот брег и самите се уверивме во она што го кажуваа мештаните на Љубојно. Покрај патот помеѓу селата има бројни расфрлани ѓубришта. Ова е само една од над 30 диви депонии покрај брегот на Преспанското езеро. Освен што се грда слика, исцедокот од овие диви депонии представува и директна опасност за квалитетот на водата во езерото. Според податоците на општината Ресен, годишно се прави отпад од над 3800 тони. Иако жителите можат бесплатно да го одлагаат на градската депонија во Златари, цврстиот отпад не се одлага правилно. Општината прави напори да го обезбеди населението со канти за селектирање, но нема капацитети за рециклирање, особено на најпроблематичниот, земјоделскиот отпад, бидејќи компостарата не работи. Ова покажува колку голема закана може да биде отпадот за Преспа. Загадувањето од биоразградливиот отпад преку прекумерната употреба на пестициди, нерегулираното отстранување на хемиската амбалажа и површинскиот истек на отровните супстанци се причина и за еутрофикација на Преспанското езеро. А каков е квалитетот на езерската вода? Одговор побаравме од другата страна на езерото. Во Стење се наоѓа мониторинг станицата за квалитет на водата. И овде е видлив проблемот со повлекувањето на водата.
Таму каде што пред десетина години вработените пловеле со нивниот екоброд, сега одат пеш за да земат примерок. А заради нискиот водостој на езерото, концентрацијата на загадувачки материи е поголема. Сега во овој момент ќе испитаме колку е pH вредноста, температурата, колку е тврдината на водата, електроспроводливоста, односно основните параметри кои покажуваат каков е во моментот квалитетот на самата вода, а потоа ќе ги вршиме физичко-хемиските испитувања, односно лабораториските, за кои се потребни од 2 до 3 дена во зависност од самиот параметар кој што го испитуваме. Доколку овдека имаме драстични отстапувања во pH вредностите, во температурите и основите, ќе видиме дека имаме голема абнормалија со самиот квалитет на водата. Очекувано е секогаш во овие показатели, согласно pH, температурата значи зависи од сезоната. Во овој момент очекувано е веќе температурата на водата можете да видите 29,6 степени согласно современските услови и самата температура на водата оди право пропорционално. Како влијае температурата на квалитетот на водата? Има никакво влијание? Секако дека има, со порастот на температурата и сето тоа влијае врз биодиверзитетот, бидејќи зголемувањето влијае на биосветот, имаме повеќе живеалишта, повеќе алги, значи сето тоа право пропорционално влијае и на самиот живот во самото езеро. Во моментов рековте 29,6. Да. Како се движи границата на температурни осцилации? Температурните осцилации, како што кажа, во право пропорционално е со сезоната. Меѓутоа, оваа година можеме да забележиме дека зимската сезона, која викаме во периодот од јануари до март, имавме отстапување на температурите повисоки за 3 до 4 степени споредено со ланската година. Потопла зима. Потопла зима, побргу настануваат и самите процеси, побргу имаме алги, гледате трева и сите други хабитати, побргу веќе почнуваат живелиштата да се спремаат, односно и побргу ни го трошат кислородот, ќе видите во самите винклерици. Колку време ни е потребно за овие првични резултати? За овие pH и останативе се прават одма на лице место. pH е, можам да кажам, во прва категорија согласно класификациите и уредбата за површински и езерски води, односно изнесува 8,20, што е во граница на нормалите. Во моментов додаваме 0,5 мл калиум јодид, а потоа ќе додадам и манган сулфат, каде што ќе се изврши целосно фиксирање и ќе забележите појава на жолт тало. Колку е пожолта бојата, толку имаме повеќе концентрација на кислород, кој што ќе го испитаме горе, волуметриски. Гледате, веќе почна да се формира жолти талок. Што најавува ова? Добар ќе биде квалитетот? Да. Лошо е кога веќе нема обојување, односно имаме бела боја, тога значи дека самиот воден не имаат кислород. Вака кажува дека очекуваме да биде добро, меѓутоа тука ни е многу важно покрај растворениот, затоа напоменав, да го споредиме и биохемиската потрошувачка на кислород, односно да видиме колку е оптеретувањето на самото езеро, колку живиот свет троши кислород во самото живеалиште. Ова другото, ќе видите, го ставаме во инкубатор, ќе извршиме биохемиска потрошувачка на кислород. Сега можеме да се упатиме во лабораторија. Хидролошката мерна станица во Стење работи од 2013 година, за да се добијат релевантни податоци за квалитетот на водата, кои треба да овозможат поголема заштита на езерото. Контрола на квалитетот на водата во Преспанско езеро вршат и Хидробиолошкиот завод од Охрид, а клучниот извештај од кој зависи употребата на водата од езерото и дозволата за капење го издава Институтот за јавно здравје. Во последниот јавно достапен годишен извештај на ИАЗ за состојбата, квалитетот и безбедноста на површинските води за 2024 година, водите од Преспанско езеро во најголем дел од годината биле класифицирани во трета класа, односно со умерен квалитет, и тоа во месеците февруари, март, јули, октомври и ноември.
Со лош и многу лош квалитет, односно 4 и 5 класа, била во мај, август, септември и декември. Во останатите месеци минатата година, површинската вода спаѓала во 2 класа, односно со добар квалитет во однос на микробиолошката анализа. Во однос на физичко-хемиските параметри на површинската вода, 50% од испитаните примероци укажувале на органско оптоварување на површинската вода и брзо размножување на бактерии. Анализите на Институтот за јавно здравје покажале појава на видливо цветање на алги, што може да представува потенцијален ризик по здравјето. Односно, брзото размножување на модро-зелените алги може да доведе до испуштање на цијанотоксини, кои имаат сериозни штетни последици по здравјето на луѓето и животните, доколку се капат или напојуваат од езерската вода, се посочува во овој извештај. Во извештајот направен пред летната сезона лани, Институтот за јавно здравје алармира дека треба редовна контрола на водата од загадувачи, како што се септичките јами и реконструкција на постоечките пречистителни станици. Ружица Перевска, која е советничка за управување и мониторинг за водите во Преспанско езеро и работи во мерната станица во Стење, има слични препораки. Нашите препораки се за изградба на пречистителни станици, подигање на јавната свест на самото население, за намалување на фрлањето на цврст отпад, биоразградливи материи и сето останато за да можеме да го следиме намалувањето на антропогеното влијание, бидејќи многу полесно тогаш ќе го видиме самиот ефект од нашата грижа за реките, а со тоа и за Преспанското езеро. Делуваат како да ја губиме убавината на Преспа која што некои претходни генерација паметат побаво отколку ние помладите би рекла генерации, меѓутоа се може повторно да се разубави. Сметам дека можеме сите заеднички, не само Ресенчани и Преспани, меѓутоа со поддршка на сите институции, на сите чинители на ова општество, да се избориме за да ја вратиме заспаната убавица Преспа. Мораме да ја подигнеме јавната свест за цврстиот отпад, бидејќи не е само едно фрлено ливче, нема да има некакво влијание. Секој отпад влијае на различен начин врз животната средина. Дали станува збор за почви, води, амбиентален воздух, сето тоа има влијание врз животната средина директно влијае на нашето здравје. Во природниот парк Езерани, заштитено подрачје и дом на дивиот свет во Преспа, тивкиот ветер ја брануваше трската, а птиците беа зацкриени од силното пладневно сонце во крошните на дрвјата. На брегот и влажните ливади во далечина се гледа јато на корморани, кои како да правеа пауза по прелетот над езерото. Во Езерани, голема река се влева во Преспанско езеро. Таа е најмногу изложена на земјоделскиот отпад. Во незиното корито завршуваат скапани јаболка, во неа се мијат земјоделски алатки и опрема за прскање на овошките. Освен мерките што ги превземаат екологистите, овде и природата создала начин самата да си помогне за пречистување и заштита. Трската на брегот на Преспанското езеро е дел од решението за филтрација на отпадните води кои што одат во езерото. Задачата на екологистите е да ја зачуваат заедно со помош на локалното население. Во заштитениот парк на природата ги запознавме Драгана и Меги од Македонското еколошко друштво, кои истражуваат на терен, ја следат состојбата и преземаат мерки за заштита на живиот свет во Преспа. Ова е заштитен дел, заштитено подрачје на Преспа. Моментално се наоѓаме во заштитеното подрачје парк на природа Езера. Се качивме на наблюдувачницата за да видиме до каде се протегаат природните живеалишта во паркот Езерани. Зголемувањето на концентрациите на азот и фосфор во езерото главно доаѓа од нивниот внес во езерото преку површински подземни води, површински вода во смисла преку реките, измивање на површинскиот почвен слој од земјоделски површини и днес на овие води во Преспанското езеро. Зголемената концентрација на азот и фосфор во езерото предизвикува раст на поголем број алги и бактерии, кои што друга страна го искористуваат кислородот. Намалувањето на нивото на кислород во езерото предизвикува намалување на рибниот фонд. А кога е намален рибниот фонд,
тука имаме последици и врз пеликанот, меѓутоа и врз змијата рибарка, чија што главна исхрана се рибите. Освен за грижата за трската, ни објаснија и за одржувањето на влажните ливади, кои исто така се природен филтер на езерската вода. Под управување со влажните ливади го имаме косењето како мерка за управување со ваков тип на живеалишта. Од тука е многу интересно приказната, бидејќи овие живеалишта порано традиционално се управувале од страна на сточарите, меѓутоа со намалување на сточарството прекинало таа потреба од овие ливади да бидат искосени. И тука имаме повторно појава на процес на сукцесија, односно зарастување на влажните ливади со грмушеста вегетација. Ние увидовме таа потреба од косењето на ливадите и започнавме со такви менеджмент активности каде што ние на пролет ги косиме ливадите, од искосената треба правиме сено, кое што сточарите го добиваат донирано е на локалните сточари во Преспанскиот регион. Меѓутоа, што е важно за овие влажни ливади е тоа што дел од материите кои што би стигнале во езерото се задржуваат во овој тип на живеалишта и со косењето на биомасата од ливадите ние практично имаме отстранување на, ајде ке речам конкретно, азот и фосфор, меѓутоа и други елементи кои што нормално се наоѓаат во растенијата. И тука имаме фактички природен филтер кој што го намалува загадувањето на Преспанското езеро. Дали од вашите мерења активности се покажало некаков резултат од овие дејства? Ние имаме спроведувано некои истражувања за какво е задржувањето на азот и фосфор во почвата, конкретно во овој тип на екосистеми, добивме резултати дека стварно имаме задржување на азот и фосфор конкретно во овој тип на живеалишта. Правилното одлагање и селектирање на отпадот, изградбата на канализацијски мрежи и пречистителни станици, како и знаењето колку е важна природата, ќе помогнат против загадувањето во Преспа, но уште поважно, ќе овозможат да се одржува природната рамнотежа меѓу луѓето и животната средина во овој уникатен регион.